Ако не се донесе закон за опојни други, компаниите што се занимаваат со производство на медицински канабис ќе протестираат, а има плани за тужби, вели за Алфа Златко Кесковски, првиот што отвори бизнис со канабис во земјава. Имаме одлука на Сдруженијето дека, како што кажа и овај Дуковски председател на Сдруженијето, дека ние ќе преземеме порадикални мерки, значи првенствено е да направиме протести и ќе направиме протести. Ќе направиме протести со сите вработени, бидејќи верувајте делот нашите колеги имаат веќе испуштање од работа. Ако протестот не вроди со плод, 70% од компаниите со странски капитал веќе се подготвени да тужат, вели Кесковски. Сите имаат комуникација со амбасадите од кај што доаѓаат, значи ова ви го кажувам она што е дискутирано на состанок во Сдруженијето. Сите до еден кои што имаат странска инвестиција комуницираат со сопствените амбасади, една, и втората мерка е да поднесат тужба во Меѓународен суд. Според Кесковски, цветот од канабис мора да се ослободи за извоз, поради тоа што компаниите кои власта ги стимулирала се спремале за извоз на цвет, ама не и за екстракција и природен производ. За волја на вистината, власта направи обид за да се забрза процедурата во однос на донесување на законот со ставање на европско знаменце. Под изговор од усогласување со европските регулативи било неопходно, но по притисоците од јавноста, предлагачот, Министерството за здравство, го повлече законското решение. Следеше образложение од Филипч. Оти предлог законот е повлечен поради усогласување на уште неколку работи со Сдруженијата и вети дека истиот набрзо повторно ќе влезе во собраниска процедура.